обраќаш пред своите роднини, пријатели, комшии во својата маала. Вечерава, поради тоа што сум позната по своите долги говори, си напишав еден краток кој ме ограничуваат со неколку минути и затоа ќе го прочитам за разлика од сите други кога говорам слободно. Мои почитувани сограѓани, пријатели, роднини, комшии, сопартијци, другари, македонци, роми, турци, власи, албанци, срби, бошњаци, ви благодарам што вечерва сте сите тука. Вечерава одвоив само неколку работи кои мислам дека се од најголемо значење за сите вас во овие избори. Ова се мигови кога се наоѓаме на крстопат и овај пат кој ќе го одбереме со својот глас ќе ја одреди нашата иднина и иднината на нашата Македонија во следните 4 години. Цел живот живеам во населбата Ушици непосредно одовде, каде другарувањето и почитта се најважната работа на светот. Ама пораснав како дете во куќата, тука непосредно во близина на баба ми и на дедо ми, на улица Караорман овде на Баирот, играјки си со Јуксел, со Летка, со Нуран, со Нермин, со Благица и со Офелија. Затоа знам што е соживот. Знам што е исполнување на зададениот збор, а уште повеќе знам што е чистиот образ. Јас ги исполнувам своите ветувања. Во животот најважната работа за мене била демократијата, еднаквоста и слободата. Онаа слобода која мојот дедо и неговите соборци извојувале со пушка на рамото. Денес таа иста слобода наместо по планините и врвулиците ја бараме од вас од врата на врата, гледајќи ве во очи и искрено верувајќи во вашата подршка, затоа што овај храбар и достоинствен народ го замолкнаа, го натераа да шепоти како да е под окупација, да ја веднее главата, не осиромашија и најжално од се, ни ја одзедоа надежта и насмевката. А тоа е она што со огромен мотив и порив ме тера да се вклучам во битката за нов почеток, за нови промени. Како советничка, знаете, предходните 4 години, иако во опозиција, најгласно говоре во Советот, се борев за решавање на сите ваши барања, проблеми, без вашиот глас во општината. Помагав на социјалата, но исто така помагав и на невладините организации, особено на женските здруженија на граѓани, на спортските клубови, ама се борев и за придобивките и датумите на Сојузот на борците и за изгубениот углед на најстарото научно друштво во Битола МНД оставено на маргините. И успева во тоа, ама иако најмногу критикував, никогаш не го навредував политичкиот противник, а сведоци сме на серија навреди одни во континуитет. Еве пред некој ден суштества не нарекла. А не, сепак ние сите сме луѓе и секој од нас е човек со големо Ч. Тоа е она што од секогаш не разликувало од нив. Токму затоа, со поголем елан ќе се бориме за сите вас и во парламентот на Република Македонија. Битола остана заборавено од централната власт. Огромен дел од ветените работи им останаа нереализирани. Ветено неостварено неколку пати поред. Колку што ќе се капете во затворениот базен, колку што ќе навивате во нов стадион, колку што ќе стигнете до Пелистер по изграден пат без влечиште, толку и ќе имате парно да се стоплите, толку и по мостови железница ќе врвите. Затоа ние во нашата програма ветивме проекти кои на Битола ќе го вратат сјајот. Време е ние како идна власт да ги исполниме нашите ветувања и да ги довршиме започнатите работи. Залудно е да се бара поддршката од народот кога во парламентот на сите предложени амандмани битолските пратеници од власта гласаа против. А нивната црна кампања е само одраз на црнилото во кое не натераа да живееме. Со скапи сметки, со скапа храна, со скап живот, ама изолирани од светот и со розево насликана стварност. Затоа е време за нова боја на во сивото секојдневие. Сината боја на СДСМ, на слободарското небо, ја заменивме со бојата на Јоргованот, деновиве силно замириса пролетната боја на промените. Во историјата со златни букви ќе биде запишан 27 април, денот кога ќе се врати демократијата, слободата, еднаквоста и правдата. Стравот не ги замолкнува луѓето. Стравот го буди тивкиот главс и гнев на праведниот човек. Верувајте во нас, но верувајте уште посилни во силата на сите вас. Ние ќе бидеме народни избраници, но вашиот глас зад параванот е вашата најголема сила. И таму сте сами, никакви закани, никакви притисоци или лаги, дека знаат како ќе гласате не се вистина. Тоа се приказни за мали деца. Заокружете тројката за среќа на нашиот одличен, модерен и современ кандидат за председател Стево Пендаровски на 13. Знаете ли зошто? За да не личи и тука, ама за да не личи и пред светот. До душа,
врз мен исто влијаеше врз мојата одлука и обраќањето на идната прва дама, и таа лично, и тоа за мене навистина е многу значајно. Сите ние сме обвинувани за некои погрешни одлуки во минатото, но ве уверувам, ние не вработувавме, ама ја донесовме Македонија пред вратите на ЕУ со оваа жена што ја гледате пред вас, Радмила Шекеринска. Таа веруваше и имаше надеж дека за Македонија постојат огромни перспективи, работа и можности кои следуваат потоа. А нашите сегашни политички противници, да, вработуваат, ама плати земаат со кредити кои вие, вашите деца, ама и вашите внуци ќе ги враќате долго потоа. Долгот на Македонија е трикратно зголемен од 2005 наваму, од 2 милиарди и 500 на 6,5 милиарди евра. А внатрешниот долг е голема непознаница. Велат даваме субвенции во земјоделието, да, ама затоа што сме кандидат за земја членка на ЕУ и затоа имаме огромни фондови на располагање од предпристапните фондови, кои ние им ги овозможивме како влада. А пензионерите, оние кои што ни ја изградија државата, кои младоста и животот го посветија на нас, на своите деца, на своите внуци, сега преживуваат, наместо да имаат мирна старост. Да им ги усогласивте, да, им ги усогласивте пензиите зголемени за 5%, им дадовте смешни 600 денари, ама им ги зголемивте давачките за 100%. Битола има рекорден број невработени. Сега броеме 20.000 луѓе со се оние што ни избриша од евиденција. Има вработени, но работат за 8.000 до 10.000 плата како да живееме во робовладетелско општество. Децата ни растат обременети со политика. Во детските градинки, ми говори внуката пред некој ден, зборуваат кој бил од кај тупаничето, кој бил од кај палчето, наместо безгрижно детство да живеат. Затоа требаат промени. Токму затоа. Битола била центарот на светот и мост меѓу истокот и западот, а денес е град на тажни луѓе, на иселена младина во два правци, една кон метрополата кон Скопје и друга кон белиот свет. Станавме повторно печалбари наместо да живееме во родната грудка и тука да создаваме подобро утре, а сонцето никаде не свети убаво како дома. Да дозволиме повторно светлина да допре до сите нас. Заедно со нас се нашите другари, сопартици, колеги, тивни пратеници. Тука е Горан, тука е Јулето, тука е Васко, тука е Зоран, тука сум и јас. Но во нашата убава Битола тука и идниот премиер на владата на Република Македонија, нашиот председател Зоран Заев. Тука е нашата заменик председателка Радмила Шекеринска, која што ќе биде идниот вице-премиер во оваа влада. Ама тука е и Кирацовски, кој што го гледам како министер во истата. Затоа заокружете на 27 април единица за нов почеток, за нова иднина, за нова енергија, за ново утре. Да живее СДСМ, да живее Битола, да живее